Правните и физички лица од Струмица кои користат газ за грејење од овој месец ќе плаќаат сметки повисоки за речиси 90%. Наместо 46,5 денари за кубен метар како што беше минатата година, сега крајните корисници ќе плаќаат по 80,4 денари за потрошен кубен метар газ. Веста ја потврди и директорот на јавното предпријатие Струмица газ Благој Милановиќ, кој соопшти дека зголемувањето на цената е резултат на енергетската криза и зголемените цени од страна на добавувачите. Во Струмица, каде е изградена гасоводна мрежа од околу 40 километри, на газ се греат околу 400 домакинства, фирми и јавни институции. Гасот се набавува во компресирана форма и се декомпресира во Струмица, пошто се пушта до крајните корисници. Директорот на Струмица газ уште еднаш потврди дека за оваа грејна сезона имаат обезбедено доволни количини, со оглед дека станува збор за компресиран газ. Во поглед на оваа економска криза која што се појави, тука граѓаните и стопанските објекти како и јавните институции не треба да стравуваат, затоа што системот на Струмица газ е виртуелна гасификација. Тоа значи дека ние носиме компримиран природен газ од најблиска компресорска станица кај што може да се гасот наполни во тие цистерни. Во моментот такви имаме во Скопје, во Бугарија има на повеќе места, исто така има и во Солун. Така да ако на едно место нема, има на другото, ние сме слободни од таа страна да вршиме снабдување. Општина Струмица оваа година одлучи да ја субвенционира цената на гасот за домакинствата во висина од 10 денари. За оваа намена општината во буџетот има издвоено околу 3 милиони денари. За сега се утврдува методологијата како ќе се враќаат парите во висина од 10 денари за потрошен кубен метар газ. Дали општината директно ќе ги уплаќа на сметките на корисниците или пак таа ќе се одбие од сметките за наредниот месец. Ако струмичани за 100 кубни метри потрошен газ досега плаќа по 4650 денари, според новата цена од овој месец за истата количина газ ќе мора да платат 8400 денари. Но домакинствата, како крајни корисници за потрошените 100 кубика, од општината ќе добијат субвенција од 1000 денари, што за прв пат се воведува за облажување на последиците од енергетската криза.